1967 година. Свети Климент Охридски, кој во далечната 986 дојде во Македонија и стана прв словен епископ на Охридската архиепископија, е патрон на Македонската православна црква. Денес таа живее и действува во 6 епархии во Републикава, во 2 епархии во прекуокеанските земји и неколку црковни општини во Западна Европа. Значењето и угледот на манифестацијата Југославија во чест на Свети Кирил го потврдуваат и последниве неколку години редовните приеми кај неговата светост. Овој пат со аудиенцијата кај папата Јован Павле II всушност и започна чествувањето за Свети Кирил. Делегацијата на Југославија, предводена од председателот на Извршниот совет на Собранието на Македонија, магистер Глигорije Гоговски, во чиј состав беа и Ратко Бутулија, председател на Извршниот совет на Србија, и доктор Борис Петковски, председател на Републичката комисија за културни врски со странство, во присуство на југословенскиот амбасадор при Светата столица Штефан Цигој и други представници од Републикава и од земјата, му изрази на папата благодарност за гостопримството што Ватикан им го укажува изминатите 2 децении на делегациите кои му ја оддаваа должната почит на сесловенскиот просветител Кирил и на неговото огромно дело што ја збогати и светската културна ризница. Во овој период, благодарение на поддршката, нагласи председателот Гоговски, на достоинствен начин беа представени многу вредни остварувања од културата на југословенските народи и народности, а во тие рамки на јазикот и творештвото создадено низ многувековното постоење на македонскиот народ, но и неговите современи културни дострели. Во оваа пригода на авторот, папата, му беше подарен првиот библиофилски примерок на книгата Поезија од поетот Карол Војтила, која непосредно пред манифестацијата беше објавена на македонски јазик и кај нас ќе биде представена на предстојните струшки вечери на поезијата. На неговата светост му беше предаден и специјалниот избор на песни од добитниците на Златниот венец на Струга и монографија за манастирот Студеница, како уште едно запознавање со културното наследство на почвата на нашата земја и грижата за него. Заблагодарувајќи се, папата Јован Павле II уште еднаш го истакна придонесот на светите браќа Кирил и Методи за писменоста и културата на сите словенски народи, поради што во 1981 година од страна на Светата столица се прогласени за созаштитници на европскиот континент. Затоа е драгоцено споменот за нив да се негува преку просветата и културата, посебно од нашата земја и македонскиот народ, зашто тоа истовремено е и најзначаен елемент во сочувувањето на сопствениот идентитет. На генерална аудиенција, средба со неговата светост имаше и делегацијата на Македонската православна црква, предводена од митрополитот Полошко-Кумановски Кирил. Одбележувајќи го 20-тото поклонување пред моштите и гробот на сесловенскиот првоапостол Свети Кирил Солунски, на папата Јован Павле II му беше предадена благодарница од архиепископот Охридски и македонски господин Гаврил. Текстот, испишан на македонски јазик на пергамент и преведен на полски, ја изразува благодарноста за братскиот прием и честа што им е укажувана на македонските црковни делегации во изминатите 2 децении. На оваа средба, во кусиот разговор, беше изразена спремноста за натамошна соработка на двете цркви, која се темели врз срдечните контакти со неговата светост и со голем број понтификални институции и просветно-научни ватикански институти, и на поглаварот на Римокатоличката црква му беше честитана 10 годишнината од доаѓањето на папскиот трон.